Добро вечер, 3 јуни, дневник на ТВ+. Да ги погледнеме кратките најави. Расте бројот на заболени во Липково. Ќе отпочне реновирањето на објектот на браќа Миладиновци. Се враќа емисијата за Куманово. Едно ново заболено лице од коронавирусот, 4 починати и 10 излекувани пациенти на ниво на државата, регистрира Министерството за здравство во изминатото деноноќе. Во моментов, бројот на активни случаи во земјата изнесува 742. 101 нови случаи на COVID-19 регистрира Министерството за здравство во последните 24 часа од 974 направени тестирања. Повеќе од половина од новозаболените се од скопските општини, дури 59, од Липково и Куманово вкупно 12. Како последица на компликации предизвикани од коронавирусот изминатото деноноќе починале 4 пациенти. 84 годишен прилепчанец починал на клиниката за инфективни болести, а во градската општа болница 8 септември животот го загубиле 3 лица на возраст од 58, 71 и 75 години. Институтот за јавно здравје денеска регистрира и 10 оздравени пациенти, од Тетово 8 мина и 2 од Велес. Досега во земјата направени се вкупно 32.161 тестирање на COVID-19. Од вкупниот број тестови во изминатото деноноќе, 132 тестирања се во рамките на скринингот во градинки преку центрите за јавно здравје Штип, Прилеп, Битола и Скопје, при што се потврдени 2 позитивни случаи во градинки во Штип. Вкупната бројка на COVID дијагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 2492. Бројката на оздравени пациенти е 1605, на починати 145, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 742. Општина Липково изминативе денови бележи зголемување на бројот на заразени. Изминативе 24 часа регистрирано е и уште едно починато лице, со што бројката на смртни случаи се искачи на 5. Надлежните информираат дека во моментов се активни 50 случаи. Се зголемува бројот на заболени од COVID-19 во Липково. Во оваа општина изминативе 24 часа регистрирани се 9 нови случаи позитивни на вирусот, но и едно починато лице. Вкупната бројка на смртни случаи се искачи на 5. Во моментов се активни околу 50 случаи. Министерството за здравство информираше дека екипите на Центарот за јавно здравје Куманово интензивно работат на терен во Липково, откако таму е евидентиран зголемен број на нови случаи. Здравствените власти објаснија дека случаите се поврзани со веќе познати кластери. Кризниот штаб, предводен од градоначалникот на Липково Еркан Арифи, денеска одржал состанок со представниците на местните заедници и имамите на селата за справување со епидемијата. До сега малце отидеше некако, али последните 2-3 дена се почитуваат сите мерки, сите заклучоци од владата, од страна на граѓаните и состанокот што го имав јас со командирот на полициска станица во Матече, значи и полицијата задолжително треба да зема мерки по селата, тие што не ги почитуваат, мора да земат санкциони мерки. Градоначалникот на општина Липково посочи дека е задоволен и од соработката со општина Куманово, односно кризниот штаб, кој вчера информираше дека и стои на располагање на оваа општина од североисточниот регион во справувањето со вирусот. Ние како штаб на општина Липково имаме одлична соработка со општинскиот штаб на општина Куманово и за сите наши потреби, што не може ние како рурална општина, се разбира дека сме на потешка состојба околку урбаните општини, сме на контакт и до сега така соработуваме и ќе продолжиме да соработуваме по наша потреба. Податоците на заболени од Липково се евидентираат заедно со општина Куманово, меѓутоа од почетокот на епидемијата во оваа општина се регистрирани 110 случаи, посочи градоначалникот на Липково. Малолетник вчера бил каснат од куќе на улицата Лесковачка додека се шетало со својата мајка.
Вчера во 20 часот во полициската станица Куманово било пријавено дека околу 18 часот и 50 минути на патека на улица Лесковачка во Куманово, малолетник кој бил заедно со неговата мајка ММ бил каснат од куче кое било без заштитна корпа, сопственост на непознато лице. Информираат од Министерството за внатрешни работи. Малолетникот бил пренесен во општата болница Куманово за укажување на лекарска помош. Се работи на расчистување на случајот. Завршен е тендерот за реконструкција на исторениот објект на Основното училиште Браќа Миладиновци и се очекува деновиве да отпочнат активностите за замена на покривот под овите столаријата. Реновирањето ќе се врши со средства обезбедени од проектот кој го спроведува Советот на општина Куманово со поддршка на UNDP и Швајцарската агенција за развој и соработка. Деновиве ќе отпочне реновирањето на исторениот објект на Основното училиште Браќа Миладиновци, познат меѓу граѓаните како Карпош. Тендерот за реконструкција на објектот на улицата Тане Георгиевски е завршен, а опфаќа замена на кровната конструкција, внатрешна надворешна столарија, подови. Објектот е еден од најстарите во градот, а го користат две централни училишта за ученици од редовна настава и за ученици со посебни потреби. Ќе се заокружи реновирање на сите објекти кои се во владение на Основно училиште Браќа Миладиновци, така да и тој објект ќе биде прилагоден за квалитетна и убава настава и на учениците и на наставниците кои работат таму. Така да се надеваме дека до 1 септември ќе имаме реновирано училиште и новата учебна година ќе стартува со нов училишен објект. Проектот за реконструкција на исторениот објект на Основното училиште Браќа Миладиновци доби најголем број гласови од учесниците од последната сесија на Форумот на заедниците, која се одржа во рамки на проектот за јакнување на општинските совети. Реконструкцијата на објектот, во кој настава следат вкупно 530 ученици од двете централни училишта, меѓу нив и 55 ученици во посебните паралелки, ќе се реконструира со средства обезбедени од проектот, кој го спроведува Советот на општина Куманово со поддршка на UNDP и Швајцарската агенција за развој и соработка. Група полициски службеници вчера биле приведени во кратовското село Куклица, откако среде епидемија со гласна музика се забавувале на викендица, пишува порталот А1 Он. Според порталот, приведени биле 7 вработени лица во МВР, а ги пријавиле жителите од селото. Со полицајците имало и цивили, но бидејќи давале отпор при нивното приведување, на терен излегла единицата за брзо распоредување и со лисици на рацете завршиле во кратовската полициска станица. Од наредната недела, односно понеделник, се враќа емисијата за Куманово на Телевизија Плюс, која ја води Маријан Стошевски. Ова емисија кратко не се емитуваше поради вонредната состојба со коронавирусот. Водителот најавува нови интересни содржини и бројни гости. За Куманово премиерно можете да ја гледате од понеделник во 22:30 часот, а во текот на неделата има и неколку репризни изданија. Емисијата за Куманово следната недела започнуваме со нови гости, нови интересни содржини. Имавме пауза оправдана поради коронавирусот, меѓутоа се надевам дека со полна пара ќе продолжиме да емитуваме. Од објективни причини голем дел на соговорниците не може да дојдат кај нас да правиме емисии поради ова коронавирус. Меѓутоа се надевам дека следната недела секој биде во најдобар ред, дека конечно ова корона досадна веќе ќе заврши еднаш и ќе почнеме да се вратиме на нормалните тековни активности и да ги продолжиме емисиите во интерес на нашите гледачи, бидејќи еве како што слушам и од други има голем интерес и мислам дека ќе продолжиме и за време на летната пауза, ќе има емисии. Здравје Божи во септември и мора да го продолжиме тој тренд бидејќи интересот е навистина голем. Сдруженијето на инвалидски пензионери Куманово, регистрирано во 1999 година, има повеќе забелешки и барања во однос на надлежните за распределба на членарината. Председателот Станислав Стефановски вели дека од вкупно 2000 инвалидски пензионери во Куманово, Липково и Старо Нагоричане, на сметка на неговото здружение пристигнуваат само 4000 денари месечно од членарината. Останатите средства, според Стефановски, одат на сметката на другото здружение на инвалидски пензионери во Куманово, иако, како што тврди, неговото здружение има повеќе од 700 членови и му следуваат повеќе пари од членарината.
имаме проблем со нашите членови кои се кај нас евидентирани со пристапница, чекче од пензија и изјава, евидентирани се кај нас, почнувајќи по година од 2009, па 2005, па 2013, па 2008, па 2015 година, све се тоа обновувало. Тој што са починати ние ги елиминираме, тоа што се здрави викаме ги обноват си го членството. За жал, сите тие наши членови одека што доваѓаат и тражат од нас помош, еве на кратко да ви кажам, сега поради овие редовните пензионери дава по 1000 денара, ми се јават по телефон, тражат пари, а ја немам, пошто ја добивам овдека 4000 денара месечно, од кои 3500 платам кирија, пари немам ни за струја, ни за вода, а сите тие пари, викам, идете таму, у трудото здружение, зашто нашата членарина иде таму. На 24.4.2020, 4000 ки ви ја префрлено, 4000 поделено на 28,8, значи 138 пензионера ми признават. Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на секој пензионер му одбива по 150 денара, од кои 120 посмртен, тоа солидарен, а 30 денара тоа е за станарина, за здруженијата да може да организират некакви активности. Ние бараме да дојде некој да утврди колку имаме наши членови на пензионери, толку да ни признаат од 2014 година наваму и тоа да ни се исплаќа. Према оваа документација што ја водам сега и проверавам, ако ги исклучиме починатите, најверојатно негде ќе имам околу 800. Имам свака година заврши сметки, регистрирано, плаќано, све што треба платено, УЈП што треба. Ако не бива, ќе го затварамо, не може да обстанемо. Ја ќе свикам собрание овдека и ќе донесем одлука поради тие причини ние не може да екстираме, заклучуваме и пријавуваме у Управа за јавни приходи дека повише не постои и ќе го бришемо. Колку се слагат, нека дојдат овдека, нека земат од таму исписица. Тоа е со закон. Ја заборавив да ви кажам, ниеден од тие што се од овдека од кај нас припишан, ниеден не е дошол да земе исписица од кај нас, за да се таму зачани. Само имамо 2 жени што се земале исписица. И во продолжение следуваат вестите од Македонија. Комисијата за заразни болести најдоцна до утре ќе одлучи дали ќе предложи враќање на рестриктивните мерки за време на продолжениот викенд пред христијанскиот празник Духовден. Одлуката ќе ја донесеме во следните неколку денови, сигурно до четврток, имајќи предвид дека и в петок има празник, кога може да се случи граѓаните да не ги почитуваат превентивните мерки. Во однос на тоа како ќе се изведе, сигурно добро ќе се разгледаат регионите, па потоа ќе разговараме со одговорните лица во Министерството за внатрешни работи, кои што евентуално би го организирале сето тоа. До четврток ќе се донесе дефинитивна одлука за тоа како ќе се организира движењето во текот на викендот, изјави министерот за здравство Венко Филипче. Тој упати пораки до граѓаните дека игнорирањето на вирусот и негирањето дека тој постои нема да помогне во надминувањето на оваа состојба и уште еднаш упати апел да се почитуваат превентивните мерки, носење маска, држање дистанца и често миење раце. Министерот Филипче потенцира дека нашиот здравствен систем има капацитет да се справи со новиот бран на болеста. За да се запазат роковите, треба да се одржат парламентарните избори на 5 јули, повтори техничкиот премиер Оливер Спасовски, а со истиот став е и вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи. Лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски пак смета дека избори треба да има откако ќе се стави крај на епидемијата со коронавирусот. Изборите мора да се одржат врз основа на законските прописи и врз основа на владината уредба. Таа уредба ги прекина активностите околу изборите, така што кога ќе заврши воредната состојба, роковите за избори ќе продолжат и остануваат уште 22 дена, а тоа се поклопува со 5 јули како можен датум. Затоа, ако ги следиме овие факти, тогаш датумот за избори е јасен. Нам ни треба функционална држава и ако нема избори, ќе нема ништо, истакна Спасовски. Премиерот нагласи дека сега имаме состојба со која ќе мора да живееме подолго и затоа мора да имаме избори во првиот можен рок, бидејќи нема
начин како да се функционира како држава ако нема избори. Османи пак смета дека нема друг датум освен 5 јули за одржување на предвремените парламентарни избори, посочувајќи дека такви се роковите и законски и логични. Во текот на изминатото деноноќие на територијата на државата на 392 лица им се издадени решенија за изолација, а 150 лица потпишале изјави за самоизолација. Од страна на полициски службеници извршени се контроли кај лица во изолација и самоизолација и не се евидентирани прекршувања. Исто така по однос на мерката за неносење лична заштита на лице регистрирани се 475 прекршоци. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево. Максималната температура се искачи до 21 степен, а минималната беше 8 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат променливо сончево. Дневната температура ќе достигне 27 степени, а утринската ќе биде до 11 степени. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.